Токму на 18-тиот марш за ангелите, точно 5 месеци по страшната трагедија во клубот Пулс, колоната од родители, роднини, пријатели и граѓани од Кочани за прв пат не тргна во најавениот термин за да им оддаде почит на загинатите во пожарот. Наместо во 18 часот и 5 минути, маршот почна со скоро получасовно задоцнување. Причина за тоа е што учесниците на протестот чекале да им се придружат граѓани од други градови, но дошле информации дека тие се запрени од страна на полициска контрола на влезот на Кочани. По краткиот разговор со одговорните во Кочанското одделение за внатрешни работи беше дозволено тие да им се придружат, пошто колоната тргна од паркот на Револуцијата кон трговскиот центар. Со транспаренти и во тишина, учесниците на маршот дојдоа пред зградата на општината. Таму, без никакво јавно обраќање, се задржаа само кратко. Потоа се упатија кон полициската станица во Кочани. Денес, 16 август, се навршија 5 месеци од најтешкиот ден во нашиот живот. 5 месеци празнина во срцето, 5 месеци во кои секој здив е потежок од претходниот. 5 месеци без насмевките, без гласот и без прегртките на нашите најмили. Во овие месеци болката не стивнува. Секоја мисла води кон нив, секој миг е обојан со тагата по изгубеното. Спомените се единствената сила што не држи исправени мостот меѓу вчера и денес, меѓу присуството и тишината. Љубовта што ја оставија зад себе е вечна и никогаш нема да згасне. Таа љубов е нашиот патоказ, нашата светлина во темнината и доказ дека тие живеат во нас за секогаш. Токму затоа, денес, со длабока огорченост и сериозност, се обраќаме како семејства на загинатите млади животи. Со неверување и длабока огорченост го прочитавме повикот на синдикатот на МВР, со кој се повикуваат полициските службеници, против кои се изречени мерки за предпазливост и решенија за мирување на работен однос, да бараат правна поддршка од синдикатот, затоа што имале кредити, хипотеки и долгови. Ние, семејствата на загинатите млади животи во трагедијата во дискотека Пулс, даваме апсолутна поддршка на правичната и непристрасна истрага, како и на судската постапка во која вината ќе биде утврдена. Но должни сме јавно да прашаме, дали токму тие службеници совесно ја извршуваа својата должност во кобната ноќ? Дали постапија согласно своите службени овластувања и одговорности? Дали нивната негрижа придонесе за трагедијата? И конечно, дали трагедијата можеше да се спречи доколку секој ја исполнил својата законска обврска? Ако одговорот е да, тогаш зошто загинаа нашите деца? Ние не смееме и нема да дозволиме прашањето за кредити и долгови да биде ставено пред прашањето за човечки животи. Парите никогаш не можат да бидат мерило за живот. Кредитите се враќаат ако си жив, здрав и работоспособен. Можеш повторно да заработиш, но нашите деца никој никогаш нема да ни ги врати. Сите имавме семејства, имаме и ние целосни семејства, но денес тие се осакатени. Нам ни остана само болката и кредитите, а најмилите ги загубивме за секогаш. Затоа уште еднаш порачуваме. Правдата мора да биде еднаква за сите, животите на нашите најмили се непроценливи. Учесниците на маршот продолжија по вообичаената рута кон основниот суд и јавното обвинителство во Кочани. Таму проговорија за обидот на власта да влијае врз барањата за правда за нивните починати деца. Полицијата се дрзна до толку што сопира луѓе организирани да дојдат за поддршка на родителите кои внатре носат дечиња со нив за да дадат поддршка бидејќи сите имаме деца и полицијата ги држа тие луѓе кај Национал 20 минути со без никакво образложение, легитимирање, значи ги претрсувале. Сакам да порачам и на министерот Тошковски и на цела влада дека тука помеѓу овие луѓе нема ни еден терорист. Помеѓу овие луѓе нема ни еден наркодилер. Помеѓу овие луѓе нема ни еден криминалец. Помеѓу овие луѓе има само луѓе со човечка душа. И вие на овие луѓе, поради тоа што сте се спротивно од човечките особини ги имате, правете притисок. На кој правете притисок? Што пробувате да скриете? Кажете што пробувате да скриете. Нека кажат што значи зборо полиција, ни толку јас само ќе ги прашам. Знаат они од обвинителството, нека кажат
И министерот Тошковски нека каже. Родителите на загинатите деца во Пулс им оддадоа јавна благодарност на дел од повредените кои лично учествуваа на маршот за ангелите. Им оддадоа благодарност и на припадниците на турската, ромската, албанската и бошњачката етничка заедница кои преку џамиските одбори исто така дојдоа на маршот како поддршка на граѓанското здружение 16 март 2025 Кочани во барањата правда за загинатите. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.